Изгор скапите дрва и струја ќе ги смрзнат граѓаните на зима. Неизвестноста како ќе поминат престојната грејна сезона станува се поголема по најавите дека дрва нема, а тие што ќе успеат да си купат ќе платат астрономски суми. Огревното дрво веќе се продава по 4000 денари за кубик, па за се затопли едно семејство, потребно ќе му бидат минимум 24.000 денари. Уште едно поскопување се очекува пред стартот на грејната сезона. Новите цени дополнително ќе удрат по скромниот македонски буџет. Граѓаните се во недоумица, бараат начин како поевтино да се стоплат на минусните температури. Дрвата и понатаму им остануваат како најевтина варијанта. 4, на мене така ми так само, 4. А минатата година по колку ги зедовте? По 3200. Не можеме ние без дрво. Мора некако да се грееме, нели? Ако земеме во обзир, па да трошиме струја, да се грееме на струја, ќе биде не 4000, ќе испадне 100-150 евра, еден кубик дрва ќе платиш. Изгор скапиот тарифник на ЕВН ќе ги олади печките. Тие што ќе се топлат на струја уште од сега кројат планови како да заштедат на зима. Велат рестрикција не им гине, грејните тела ќе ги вклучуваат само на ефтина струја. После 10 сата ќе се уклучуваат, бидејќи јас сум на кварцна и на термо. Размислувам и на да земам клима, па не знам. Значи, рачунајќи само тоа, преку вечерта и преку дента малку, и тоа е тоа, нема друго. Не можеме да се најдеме другојаче. Превише е скапа, али ќе се трудиме да останеме. Немаше избор. Колку е, толку е. Ќе скратеш на едно, ќе даеш таму. Толку е. Пензијата колку шо е, со неја ќе се крепеш. А ако си топлил 5 сата, сега ќе топлиш 2 сата, ќе се облечеш малку повеќе и готово. Годинава повисока цена ќе имат и пелетите. Ако лани врекичка чинише 196 денари, сега за истата граѓаните ќе треба да платат од 350 до 370 денари.